Почитувани верници, добродојдовте во уште едно издание од емисијата Православна ризница. Добро ни е познато дека на земјата не постои човек кој што не сгрешил, но по зборовите на еден свет Отец кој вели: ние не сме ангели да не грешиме, но не сме ни демони да не се покаеме. Покајанието, тоа е една мајка на добродетелите. Преку светата тајна покаяние на човекот му се дава опростување и разрешување на гревовите, без разлика дали тие се направени во знаење или незнаење, и токму преку оваа добродетел, преку покајанието, човекот се враќа во заедница со Бога и со црквата. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време, еден од фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, Покајанието е крштение со солзи. Со своето покаяние човекот доживува повторно крштение, повторно се раѓа. Апостол Петар во своето одрекување на некој начин го предаде Христос, но бидејќи плачеше горго, доби простување за својот пат. Значи, него го изми, повторно го очисти искреното покаяние што го имаше во себе. Бог прво ја создаде земјата, морето, сета твар, па дури потоа од земја прав го создаде човекот. Човекот прво се раѓа телесно, а дури потоа на крштението се преродува духовно. Од твар Божја со вода и со Духот Свет, со благодата Божја станува нов човек. Тоа е радост која произлегува од жалост заради внатрешно направениот грев. Во таква жалост постои болка и радост, па затоа и се нарекува радосотворна тага. Човекот жали што го разжалостил Христос, а се радува затоа што чувствува утеха Божја. Грешник, кога искрено ќе се покае, добива простување од Бога. Чувствува во себе утеха Божја и може да почувствува духовна сладост. Ако се бори правилно, не гледа колку напреднал, туку ги гледа само своите падови и живее во непрестојно покаяние. Не знае дека во почетокот се борил против еден демон, а потоа дека можеби се бори против цела чета. Бидејќи колку повеќе сили некој вложува за да искорени некоја страст и да стекне добродетел, толку повеќе непријатели се собираат. Тогаш, иако не гледа напредок, тој сепак напредува. Може се до смртта да живее во таква состојба, односно да не гледа никаков напредок, да мисли дека не напредува, бидејќи има падови, а всушност прогрес има, бидејќи непрестојно ја засилува борбата и се бори со се повеќе демони. Покајанието за подвижникот е како некое ракоделие кое никогаш не завршува. Умрените ги оплакуваат, погребуваат, па дури забораваат. Гревовите своји ќе ги оплакуваме без престан, се додека не умреме, но со расудување и со надеж во Христос кој беше распнат за да ни подари духовно воскресение. Човек може да се научи на правилно покајничко расположение на душата непосредно, односно може да најде смирен учител кој сам во себе го има овој дух на покаяние и сокрушеност и директно од него да го наследи овој длабок и спасоносен, животворен здив за својата бедна и падната душа, а воедно со тоа и радосната надеж на неискажливата милост Божја. Ако сепак не пронајде таков учител, човек на овој дух може да се научи внимателно, читајќи ги светите отци на црквата, со особен труд од нив да прими таа наука на смирено самонаблюдување, крајно недоверие кон себе си во се, внимателен однос кон сите расположби на својата душа, кон сите своји чувства, знаење за секојдневното смирување на себе си, внатрешен плач поради себе, чувствување на својата ништожност, сознание за собствената оддалеченост од Бог и непостојноста на животот на земјата. Поради тоа е полезно да се читаат древните отци, а особено поучени се примерите од животот на монасите од пустината, бидејќи тие особено напредувале во стекнувањето на покајничкиот плач и во смиромудрието. Секој чекор на патот на духовниот живот на христијанинот не е ништо друго, туку покајнички подвиг на срцето што ги согледува своите гревови. Со покајанието, за оно што почнал да верува во Бога, се отвораат вратите во црковниот свет и само преку покајанието ќе му се отворат рајските врати. Кратко речено, почетокот на покајанието е почеток на спасението. Во наше време,
Има многу луѓе што спознале мрачната длабочина на неверието и безбожноста, кои ги вкусиле погубните падови на најсмрдливите гревови, но кои, по Божја милост, се ослободени од овој пекол и се повикани кон светлост, будење, живот преку покаяние и светата тајна крштевање, преку исповедување на своите страшни гревови и нивно опростување, преку примање на благодатните сили во светата тајна пречистување. Тие се раѓаат за нов живот, кој е потполно поинаков, кој ни малку не личи на животот што дотогаш го живееле. Но овој нов живот бара одрекување од многу претходни поеми, вредности, навики, знаење и вкусови. Тој често бара потполно заборавање на целиот ужасен гревовен хаос. Овој процес на одрекување од стариот живот, обновување и воскреснување на душата е многу сложен и кај секого е различен и таинствен. Бог, по патиштата што само Он ги знае и со несватливите своји судови, секој човек го ослободува од овој гревовен содом, од египетското робство и го води преку пустина на очистувањето во ветената земја. Свети Теофан Затворник длабоко и детално го анализира овој момент на почетокот на духовниот живот. Затоа, како треба да се каеме за направените гребови, какви се тие гребови, колку се тешки, како човек може да ги напушти и повеќе да не ги повторува, за сето ова се составени многу поуки, затоа често зборуваат свештениците во храмовите, многу верници некако и сами го знаат тоа, зашто не е тешко да се согледаат надворешните гребови што се направени со збор и дело, односно да се согледаат своите очигледни наклоности и страсти. Секако, и на овие први скалила и чекори кон побожноста, секој нов верник среќава многу препреки, борби, тешкоти и тага. Но овде се уште јасно не се гледа злото што не е прикриено, тоа гласно сведочи за себе. Потребни се само храброст и решителност, цврста намера на човекот да започне нов живот и конечно да прекине со стариот. Кога верникот ги оствари тие први мали победи над себе, тој почнува да чувствува огромно внатрешно олеснување, односно ослободување, помирување со Бога, со совеста, со луѓето, односно како да исврал тешко бреме од грбот што го притискало целиот живот, чувствува радост и прилив на нови сили и со воодушевување влегува во црковниот свет, во новото семејство и започнува нов живот. И ако новопросветениот христијанин со Божја помош успеал да ги отвори своите претходни гревовни дела и ако сите своји воскреснати сили ги насочи на новиот пат, тогаш за него почнува она најважното и најтешкото. Кога човекот ќе ги согледа многуте своји очигледни гревови, тогаш стекнува правилно мислење за себе. Затоа тоа во неговата душа внесува страх Божи и трепет пред судот Божи. Тој тогаш го чувствува правецот по кој треба да оди. Но кога верникот, по милоста Божија, ќе ги отсече своите очигледни гревови, покајанието станува значително посложено и почувствително, почнува да се заканува голема опасност човекот да го изгуби патот, единствениот вистински тесен пат кон спасението и да се сврати кон широкиот пат на самозадоволството и гордоста. Иако се краеме за поранешните гревови и го напуштаме својот претходен срамен живот, и ако добиваме опростување од Бога за многуте гревови, ние понатака патиме од многу духовни болести, страсти и грешни навики, болни ни се срцето, разумот, волјата и сите наши чувства. Гревовите ни се простени, но страстите се уште се живи во нас, ние не правиме грешни дела, но склоноста кон нив, желбата за нив уште е жива во нас и сето ова бара уште многу покајнички труд, многу борба, болни повикувања и молби упатени кон милостивиот лекар, човеколюбецот Господ наш. И до кога така? Се додека живееме во тело. Токму овде се наоѓа раскрсницата. На многуми на овој пат не им изгледа ни малку привлечно непрестајното покаяние, постојаното незадоволство од себе, недоверба во себе, сомнеш во сите своји чувства, во сите движења на душата, некаква постојана внатрешна напнатост, болка и горчина. А човекот напротив би сакал веднаш да добие потпол мир, внатрешна угодност, чувство на духовно задоволство во самиот себе, чувство на своја значеност и избраност. И добро е ако оној кој што току стапил во христијанскиот пат веднаш сретне вистински наставник кој на самиот почеток ќе му укаже на правиот пат,
кој ќе го научи да не бега од спасоносната тага и сокрушеност, да не ја отфрли од себе онаа непријатна, но корисна представа и гледка за болеста на својата душа. Во светот ќе имате мајки, зашто оној кој не ќе го замрзи сиот греф околу себе и својот внатрешен живот не може да биде Христов ученик. Како залог за идната радост, човекот треба да ја чува оваа самоосуда како евангелска сол, без која секое делување на душата веднаш почнува да трули и да смрди, а често се случува токму спротивното. Ова стана веќе расширена болест во нашето време. Сега луѓето, заради сладострастието што се вкоренило во нив, заради наклоноста секогаш и во се да бараат комфор и непријатност, самиот духовен живот го сваќаат како средство за најбрзо добивање на некакво внатрешно блаженство, сладок мир или некој вид на еуфорија. И сега не идуваме на ваква слика. Човекот ги исповедал своите поранешни тешки гревови, одел малку во црква, на исповед уште неколку пати се присетил на нешто од минатото, се научил малку да се моли, надворешно почнал да води среќен живот, но и понатаму не гледа заради што треба да се кае. Живееме некако нормално, немаме некои посебни гревови. Да, ни доаѓаат различни лоши мисли, оживуваат старите страсти во срцето, но тоа е кај сите така. Меѓутоа, колку дела правиме сега? Така, уште на самиот почеток човекот може да развие безчувствителност на своите гревови. И ако не се научи внимателно да гледа на слабостите на својата душа, ако во неја не израсе внатрешно покаяние, без него целиот духовен живот нема да има вистински ориентир, ќе скрене на лажен пат во погибелната прелест. Тогаш, човекот не само што нема да умее да ги воучи своите скриени страсти, туку и ќе почне да се замислува дека е особено надарен, дека има духовни, благодатни и свети дарови. Сите овие појави на душевното дејствување, што на човекот му изгледаат светли, благодатни и богоугодни, создаваат кај него впечаток за некаква особена избраност, му изгледаат како почеток на возвишен духовен живот. И навистина кај човекот, кој создал некакво лукаво мислење за својата праведност, за тоа дека веќе стои на некакво значајно духовно ниво, се појачува чудно и необјаснимо воодушевување, плима на некакви душевни сили, необична распаленост што тоја сваќа како света ревност, како и пориби на бурни душевни активности. Ни малку не е едноставно во овие движења да опознаеш маската на самоизмамата. Потребно е духовно искуство за човекот на вистина да ја разликува ваквата болна расплетеност од вистинската ревност. При сето тоа, човекот што скршнал од правиот пат не престанува да се нарекува грешник и делумно се смета за таков. Се работи за тоа што овде страстите почнуваат да делуваат многу лукаво и скриено, така што тука постои дури и признавање на гревовноста, но тоа е многу површно, повеќе на зборови отколку во чувствата, додека признавањето на својата праведност лежи длабоко во срцето, иако со зборови можеби човекот не ја изразува. Сега се гледа колку е важно уште од самиот почеток на духовниот живот на верникот да му се даде добар правец, да се предупреди да не му се случи слична самоизмама, да не му се допушти да се смета дека е оаза во пустината на ветената земја, односно да не му се дозволи да мисли дека е спасен и избавен. Затоа е потребно на новиот верник, штом се покае за гревовите што порано ги направил, да му се даде поука за сложеноста на внатрешните страсти, да му се отворат очите за длабокиот и мрачен свет на внатрешната гревовна заболеност на душата, за светот на лукавоста, на лукавиот против кога ќе мора да се бори, ако често ќе се крие зад маската на добродетелите и праведноста. Затоа е важно на човекот еднаш да му се укаже на потребата за постојано, вистинско и внимателно преиспитување на нашите наводни добродетели и појавата на нашата духовна огненост, ревност и нагли пориви кон возвишени подвиси. Затоа, ниеден грешник не треба никогаш да се обезнадежи. Доволно е само да се покае, бидејќи неговите гревови се помалку од оние на ѓаволот. Човекот има и олеснителни околности, бидејќи е направен од земја, а од невнимание може да се лизне и да падне во калта. Немаме оправдание ако не сакаме да се покаеме и да се исповедаме.
и сакаме да останеме во калта. Има такви кои што бидејќи имаат впечаток дека повторно ќе паднат во истите гревови не се исповедуваат, што значи над големата нечистотија додаваат уште поголема. Никој да не паѓа во очај, а да не го прибегнува своето спасение. Да се обратиме кон лекарот, кој со една желба може да ни излекува, зашто тој е семоќен. Види како го излекувал Матеј и како го исцелил Павле. Едниот од нив е митар, другиот пат хулител. Крадецот на туѓето не останал крадец, а станал евангелист, а хулителот на Христа не останал хулител, а станал апостол. Јас зборувам прво за нивните пороци и потоа за нивните добродетели, за да видиш силата на покајанието и никогаш да не очајуваш за своето спасение. Порано, нашите учители биле познати со своите гревови, а потоа се прославиле со својата праведност. Митар и богохулник, тие се крајните степени на нечистието. Возлюбени, никој да не губи надеж за своето спасение. Порокот не е во нашата природа, ние сме создадени со разумна волја и слобода. Ти си митар, можеш да станеш евангелист. Ти си богохулник, можеш да станеш апостол. Ти си разбойник, можеш да го придобиеш рајот. Не постои порок кој не може да се искупи преку покаяние, затоа и Христос ни ги посочува крајните степени на нечистието, за да не може никој со било што да се извини. Не ми вели што да правам, загинувам. Не ми зборува и јас грешив, што можам да сторам. Ти имаш лекар кој стои над болеста. Ти имаш лекар кој победува силата на болката. Ти имаш лекар кој лекува со еден замав. Ти имаш лекар кој исцелува со една желба. Ти имаш лекар кој може и сака да лекува. Ако тој те создал од небитие и ти дал живот, дотолку повеќе може да те исправи и исцели, штом постоиш и си повреден. Ти не можеш да кажеш на кој начин си создаден. Исто така, не можеш да објасниш на кој начин ти се очистуваат гревовите. Ако оганот, паѓајќи сред трња, изгорува и уништува се, дотолку повеќе удобно за волјата Божја да ги очисти и искорени нашите прегрешенија, откако ќе го направи грешникот светител. Не прашувај како се случува тоа. Не истражувај како се извршува ова, но верувај во чудото. Ке ми кажеш многу и големи се моите гревови, но кој е без грев? Признај дека си изгрешил, тоа ќе послужи како почеток за поправање. Дојди на себе си, покај се, пролеј солзи. Зар поинаку постапила блудницата? Преку покаяние и солзи таа се приближила до изворот на спасението. Градот за засолниште сега за нас е покајанието и никако не е далеко. Секој од нас стои пред неговите врати. Евреинот долго требало да патува и едва можел да се спаси. Понекогаш и него постигнало очекуваното. Новиот пак град на нашето засолниште самиот брзува да ги пречка грешниците. Нека биде благословен се благиот кој го создал тој град за наше искупување и спасение. Да се упатиме ко тој пријател на човештвото, покајанието, кој е ковчег на милосрдието. Неговите врати се затворени за животните, но отворени се за луѓето. Планината постанала пристаниште за ковчегот, а за тебе покајанието нека постане пристаниште за чистото срце. Бог избрал 3 града за засолниште на новозаветните грешници,
верата, надежта и сродната љубов, без тие три добродетели нема покаяние, а невозможно е и спасението. Христолюбци, да оплачеме својата духовна голотија, зашто го разгревиме Христа со својот порочен живот. Тој како Себлак не создал и не дарувал со слобода, а ние достојни за презир сме му се отплатили со своите нечестиви дела. Бог ме поставил за служител на светилиштето, за да му престојам како ангел, а јас пак вероломниот, откако го напуштив славното ангелско служење, им послужив на демоните, затоа горко ја оплакувам својата неразумна младост. Господ ме создал целосно совршен и ме направил орудие на својата слава, за да му служам, да се свети неговото име. Јас пак несрекниот, го направи своето тело орудие на гревот и преку него вршам неправда. Срамните дела ќе ми испреварат пред судот и заслужено ќе обвинуваат мојата бедна душа, затоа неотстапливо те молам, Спасителу мој, простри ги крилјата на својата милост кон мене и не открива мојата грешност пред големиот суд, за да прославам Твојата добрина. Греши сум пред Бога, зли се моите дела, тие ме оддалечуваат од општиња и од светителите. Господи на се, според своето милосрдие биди ми прибежите за помош и пристаниште на спасение. Ја просам Твојата добрина, излија над мене својата милост и таму горе постави ме далеко од судбината на виновните. Господи, повикај ми и мене грешниот кон покаяние, за да дојдам при Тебе и да ме вброиш кон своето стадо. Слава Господи на Твоето долготрпение. Амин. Во наредните неколку епизоди ќе позборуваме за светата тајна исповедание, а исто така најавено ни гостување на митрополитот Брегалнички господинот Иларион. Достойно jest, Jakovo istinu,